Изумира сточарството во село Црник, село кое допред неколку години беше со најголем број на стада овци во Малешевијата. Немаше фамилии без барем 50 на овци, сведочат жителите. Се уште во село Црник се прави најубавото сирење, но сега стадата на сточарите бројат вкупно едва 1000 овци. Јас се занимавах со сточарство. Са пред една недела и продадох. Добих пензија пред 2-3 години и не мога веќе усишам се, не мога, детето ми се запусти на работа и ја останах сам, нема кој да ми помага тука и морах да ги продам. Продадох и со земјоделие имам, поддржавам, имам се. Сточарство, такво ли и местото такова и се занимаваме со сточарство. Така, колку овци имате? Па имаме 10-20. И колку сирење произведувате? Колку? Од едно од една канта. Така. Се продава ли? Има ли пласман? Се продава. Со што се занимавате? Со сточарство, стока, овци, крави. Со земјоделието. Колку овци имате? Ами околу 100 ги има. Може повеќе, само 100 ги има. А во селото колку има? Не знам сега да ти кажа. Околу 1000 има сигурно. Одеха спродадоа ги. Свето ги испродадоа народот, ги испродаде се овците. Џабе не ги зима. Џабе. Што вика субвенција давам порно да ни го плати јагнето, субвенција не ни треба на нас. А повеќе со јагнето да ни го плати, като него што е било. Повозрасните веќе немоќни, а помладите предпочитаат да работат во градовите или во странство. Сточарството искаме да го развиеме. Купуваме најскапа храна, продаваме најевтино. Верувајте ни, оти това ќе се напуши. И се напушува, избегува. Вие младите, да се здрави живи. Избегува. Се иселуваат ли младите од Црник? Се иселува, бега, тијате во Италија, во Германија. Младите не се на работа, земјоделите го неќат никоти џабе и секој сака да идат на подобро да сидат. Инаку, овчјото сирење во село Црник е најбарано. Купувачи од цела Македонија си предплаќаат од ова за наредната сезона.